Во зима, истите уреди во домот не работат под исти услови како во другите сезони. Уредите чија што работа вклучува загревање на вода, трошат повеќе енергија во зима, поради тоа што водата која тече во водоводните цевки е поладна. Например, бойлерот троши повеќе електрична енергија за да ја загрее и да ја одржи температурата на водата. Истото важи и за машината за перење алишта и машината за миење садови, каде што поладната вода значи дополнително загревање и подолга работа за да се постигне истиот ефект. Понатаму силно влијание на потрошувачката вршат и надворешните ниски температури. Ладните ѕидови потешко и подолго се загреваат. Бойлери во ладни бањи трошат повеќе. Грејни тела кои се користат за загревање на просториите им е потребно подолго време и повеќе енергија да ја одржат оптималната температура во домовите. Секој степен подолу значи повеќе потрошена енергија. Затоа зимата е период кога мали промени во навиките имаат најголемо влијание врз потрошувачката. Во домовите каде температурата е стабилна, околу 20 до 21 степен преку ден и нешто пониска навечер, енергијата се користи поефикасно без да се наруши секојдневниот комфор. Непотребното грејење на просториите што не се користат, како и уредите што остануваат во стенд-бај режим, незабележливо ја зголемуваат потрошувачката. Подобрата контрола на грејењето преку термостат или тајмер овозможува ефикасно користење на енергијата. Кога бойлерот е поставен на 50 до 55 степени и се користи согласно динамиката и големината на семејството, а кај постарите модели се применува термооблога, топлината се задржува подолго со помали загуби. Задржувањето на топлината во домот со затворени врати и кратко интензивно проветрување, како и користење амбиентално светло и LED светилки, дополнително придонесуваат за пониска потрошувачка. Не станува збор за големи промени, туку за зимски навики од кои имаме корист, без притоа да ја нарушиме удобноста во периодот кога потрошувачката е највисока. Информирај се, испланирај, заштеди. Енергијата вреди, треба да се штеди.